Советот на општина Гевгелија утре ќе одржи својата 30-та седница. Според предложениот дневен ред, советниците на оваа седница ќе расправаат 20 точки. Прво, по предлог измената на програмата за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и ерадикација на животни скитници во општина Гевгелија за 2015. На дневен ред се и материјалите на јавната општинска установа библиотеката Гоце Делчев Гевгелија, подочно извештајот за работењето во 2014, како и програмата за работа во 2015. Поголемиот број од точките се однесуваат на донесувањето одлуки за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за промена на намената на земјиштето, односно на земјиштето на одредени катастарски парцели. Утрешната седница на Советот на општина Гевгелија ќе започне во својот вообичаен термин од 13 часот. Градоначалникот Иван Франков денес ја одржа редовната средба со граѓаните. При тоа, градоначалникот оствари средба со граѓаните кои преку општинскиот центар за услуги во Гевгелија, како и исторените канцеларии во Миравци, Негорци, Богородица и Прдејци, поднеле барање за средба. Традиционално средбите на градоначалникот со граѓаните се остваруваат во четвртокот, а во случај на запатеност на градоначалникот во друг ден од годината. Се одржа втората менторска средба за проектот меѓуетничка интеграција во образованието, на која присуствуваа сит тимовите од сите основни училишта и Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од општина Гевгелија. На средбата се разговараше и се презентираа досегашните активности во училиштата, но дадени се и насоки за следно дејствување. Инаку главната цел на овој проект е создавање средина за подобро разбирање за важноста на меѓуетничката интеграција во образованието, за просперитетот и стабилноста на земјата, како и за нејзино пристапување кон Европската Унија. Главните засегнати страни активно учествуваат и соработуваат и градат систем за информирање за да се постигне подобро разбирање за тоа дека крајната цел на проектот е обезбедување на висококвалитетно образование за сите деца во Република Македонија и креирање на одржлива промена. Стратегијата за информирање од страна на проектот ќе се имплементира на национално и локално ниво. Денес навршуваат 11 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски. Загина во авионска несреќа на 26 февруари 2004 година со своите соработници во близина на Мостар, патувајќи на меѓународна конференција во Мостар. 11 годишнината од авионската несреќа беше одбележана со полагање цвеќе во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел, на гробот на председателот Трајковски, потоа пред платото на спортскиот центар Борис Трајковски, со полагање цвеќе на спомен обележието во Ротимле во Босна и Херцеговина, а годишнина беше одбележена и со меморијален надпревар во Мостар на македонски и босански алпинисти. Намалување на бројот на новородени деца, се повеќе разводи, а се помалку склучени бракови. Вака отприлика изгледа сликата за движењето на населението во Македонија во последниот квартал од 2014 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородени деца во четвртото тромесечие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година е намален за 1,1% и изнесува 5853 живородени деца. Бројот на умрените лица во четвртото тромесечие од 2014 година бележи зголемување од 1,6% во споредба со истото тромесечие од 2013 година и изнесува 5098 лица, а од нив 58 се умрени доенчиња. Природниот прирас изнесува 755 лица, што значи за толку лица бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените деца. Бројот на склучените бракови во ова тромесечие од годината е намален за 2% во споредба со истиот период од 2013 година и изнесува 3309 бракови. Разведените бракови во ова тромесечие од годината бележат намалување од 9,1% во споредба со истиот период од 2013 година и нивниот број изнесува 517.
Секоја година во светот се организира одбележување на Денот на ретки болести 28 февруари. Активностите се организираат во координација со Еврордис на меѓународно ниво. Овој годишен настан е за подигнување на јавната свест во однос на ретките болести, односно целта на овој ден. Неговата цел е да се подигне свесноста кај сите луѓе за ретките болести и нивното влијание во секојдневниот живот на пациентите со вакви болести. Во светот околу 350 милиони луѓе живеат со ретки болести, се проценува според проектот Глобални гени. Повеќе од половината од ретките болести немаат фондации, организации, издруженија и друго кои ќе им помогнат, а само 5% од ретките болести во моментот имаат одобрен третман. За прв пат оваа година и во Гевгелија ќе се одбележи Светскиот ден на ретки болести 28 февруари. Во организација на Асоциацијата за пулмонална хипертензија Момент Плюс настанот ќе се одвива во салата на Народниот театар со почеток од 18:30 часот. Центарот за поддршка на невладините организации Гевгелија во партнерство со Граѓанската асоциација Мост од Скопје во периодот 2014-2015 година го спроведува проектот Мобилен парламент. Главна цел на проектот е придонес кон зголемена доверба во демократијата преку подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските групи, пратениците и локалната власт, преку овозможување демократска дебата за прашања релевантни за пристапување на земјата во Европската Унија и на тој начин влијание врз креирањето политики и донесувањето одлуки на национално и локално ниво. Специфични цели се да се зголеми одговорноста и отчетноста на избраните представници кон граѓаните и подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските групи, пратениците и единиците на локалната самоуправа, потоа да им се овозможи на жените, социјално ранливите групи, земјоделските производители, групите за заштита на животната средина, заштитници правата на децата и правата на ромите, преку директна комуникација со избраните представници ефикасно и ефективно да се залагаат за позитивни промени на локално и на национално ниво и да се зголеми влијанието на целните групи во процесите на креирање политики и донесување одлуки на национално и локално ниво преку подготовка на аргументирани препораки за одржливи решенија. Предвидените проектни активности опфаќаат комуникација со пратеници, единици на локална самоуправа, мобилизација на целните групи и граѓанските организации со цел да се обезбеди нивното присуство на состаноците, јавните дебати, потоа одржување на состаноци и јавни дебати во врска со претходно избрани прашања од локално значење, подготовка на извештаи со препораки за решавање на локалните проблеми од секоја одржана средба, споделување на извештаите со препораки до јавноста, пратениците и локалните власти и мониторинг на работата на собранието и на единиците на локалната самоуправа. Кошаркарите на Кожув од Гевгелија се пласираа во полуфиналето во регионалната Библ лига. Тоа го направија откако синоќа во Самоков, Бугарија, го победија домашниот тим на Рилски Спортист со резултат од 86-88. Сега Кожув и да загуби во последното коло на гостувањето во Никшик, Црна Гора, против тимот на Сутјеска, го потврдува првото место во групата Д со забележени 4 победи и доживеано само 1 пораз. Инаку во годинашново надпреварување, гевгелиските кошаркари во Балканската Библ лига имаат доживеано само 1 пораз.